Почнува ли стратегијата за подкуп на гласачи пред локалните избори, преку награди на плата во јавната администрација? Владата донесе уредба со која ќе се дадат пари плюс на плата на вработените во сите министерства и други државни институции, кои извршувале специфични работи и задачи, имале зголемен обем на работа. Одлуката за додатокот, кој ќе варира од 15 до 30%, е донесена еден ден пред да се распишат изборите. Од антикорупцијска била дека ваквиот чекор може да се толкува како влијание пред избори. Ова уште повеќе загрижува што оваа уредба, односно и законот за извршување на будети стаса во време точно пред започнување на изборниот процес, што може да се смета како влијание врз гласачкото тело. Иако се има исто така во предвид дека корисници на ова право, како што и сами рековте, се сите министерства, може да се толкува како системски подкуп на јавната администрација пред изборите. Но не реагираше само Ивановска. И други поранешни членови на Државната комисија за спречување на корупција вела дека тоа што одлуката се носи ден пред распишување на локални избори може да упатува на предизборен подкуп. Реакции има и на социјалните мрежи. На седница на владата од 5 август е донесена одлука за еднократна награда на вработените во министерствата. Овој додаток изнесува 30% од основната плата или околу 9000 динари. Кој да направи вака, било е и ќе биде подкуп на гласачи. Колку сте само тивки сега, бруки. Зголемување плата на стотици административци за 30% пред избори во време на режимот беше скандал, подкуп, долгови, а во време на хибриден режим и осакатен приватен сектор ради пандемијата поминува глатко, штурци се слушаат. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираат. Велат Заев зголемува плати селективно на административци во 30 институции, со што врши предизборен подкуп.